Па господине Тошковски, дали господинот Фуркан лаже? И еве, од тој аспект, ви се извинувам во делот на... Ќе испадне на крај дека сум го тепал, добро. Не е на аргументи тезата која што ја пласираш во јавноста. Кратко трае. И сега, на подолг временски период, ќе сватат луѓето дека овие само лажат. А ту прекон по Флет Тошковски кад видео. На 8 април, еден ден после нашиот настан во Конјаре, искочивте и рековте дека ме обвинивте дека лажам, но рековте дека ако испадне дека не лажам, ќе се извините. Мислам дека е време да се извините, иако не чувствувам некаква потреба вие да се извинувате, не го доживам тоа како личната сатисфакција, туку навистина се чувствувам лошо затоа што требаше полициски службеници кои што се по 20 години во тие служби да лажат пред обвинителство. А што е најтрагично, и дечкото за кој што го извадив телефонот да снимам, кој исто беше обвинет во овој случај, испадна дека е невин, така како што тврдивме ние. Кажавме дека почнавме да снимаме затоа што полицијата тепаше невин човек. Невин испадна и тој министре. Мислам дека е време да си го држите во зборот. Ако зборот нешто вреди за вас. Затоа што јавно беше кажано и не е лесно министер на новинар пред цела јавност да му каже лажете. Па господине Тошковски, дали господинот Фуркан лаже? Благодарам на прашањето, господине Фуркан Салиев. Мислам дека многу е битно во рамки на една јавна дебата да имаме искрен пристап и честен пристап со македонските граѓани, особено со новинарите и со луѓето кои што треба да бидат чувари на демократијата. Така, тоа се договоривме сите од старт. Јас би ве замолил да го вратите назад она наше соочување вербално со факти, кое што го имавме во рамки на полициската станица Шутова Ризари, многу добро памтам. Во делот на вашето прашање да сме честни и искрени. Кога јас ви реков дека лажете, јас тврдев дека вие сте имале физички контакт со полицискиот службеник пред да истојот ве лиши од слобода. И тврдам и сега. Зошто? Заради тоа што тоа го видов на видеозапис кој што ми беше доставен до мене. Ќе испадне на крај дека сум го tepal, dobro. A lyna baba, topi është jemi ty nuk lun. Hajta shumë se kush ja prek hundën I pari. Ballni be me këto lojra fëmishmo. Meѓutim ministri kërkoi falje për diçka. И еве од тој аспект ви се извинувам во делот на мојата проценка на фактичка состојба дека за предметното действие кое што вие сте го сториле има елементи за кривично дело, јавниот обвинител проценил дека нема елементи за кривично дело. Океј, kërkoj falje për diçka. Por si thash, nuk është shumë e rëndësishme. E rëndësishme është se ministri punëve të brendshme, që është edhe advokat, fillimisht në Facebook konstatoi se kam sulmuar polic e më pas edhe në konferencë për media. Nëse, harron se ka shumë angazhime. T'ja kujtojmë se çfarë tha disa ditë më parë. Значи, презумпција на невиност е едно од основните правила на игра, еден од основните принципи во рамки на кривичната постапка. Demokracia është termi thjesht për punë e rëndë ministër. Në demokraci fjala publike ka peshën e vet. Si shtatë edhe vet. Në demokraci ose I respekton rregullat e lojës ose para vetes do të digjesh.